Може. Кико. Ладно, висечка. Почитувани гледачи, напочеток сме на надпреварата од 13-тото коло во третата фудбалска лига Исток помеѓу екипите на Брегалница и Василево. Надпревар кој минатото коло беше одложен поради снежните врнежи. Играчите се упатуваат код центарот на игралиштето. Брегалница ќе настапи во следниот состав: на голманската позиција Димовски Горан, со број 4 Филиповски Стефан, број 5 Анастасовски Даниел, Христијан Борковиќ број 6, Антон Радков број 8, Петровски Бојан број 9, Александар Илиев, Марковски Владко, Георгиев Филип, Петровски Дилан и Манасиев Димитар се во првиот состав. За гостите на голот Милошовски Јордан, Беќарски Иван со број 5, Ѓоргиев Наце број 7, Ѓоргиевски Александар број 9, Васко Јовев, Ацо Николов, Велков Кристијан, Владко Спасов, Миле Донев, Ѓоргиев Кристијан и Ѓоргиев Дејан. Официјални лица: Костовски Здравко од Штип е главен судија на мечот, Бојчов Ристе и Костовски Игор помошни судии, контролор Манчев Тони од Штип. На клупата домашниот состав: Бобан Атанасовски, Димитровски Иван, Душко Костадинов, Никола Марковски, Гоце Попов и Димитровски Филип. Капитен на екипата Владко Марковски. Имаме информација за резервниот состав на гостите. Играчите договараат кој од која страна. Брегалница по обичај од левата страна ќе напаѓа во првото полувреме. Гостите во црвено жолти дресови од десната страна. Првиот удар ќе го имаат фудбалерите на Василево.
Временот беше сончев, ветерот малку ќе им прави проблеми на двете екипи. Инаку температурата солидна за одигрување на фудбалски натпревар. Почеток на мечот. Прва шанса за Брегалница и корнер. Играше Филип Андиев. Екипата се одби од домашниот, од гостинскиот фудбален корнер. Прв за екипата на Брегалница. Знаела често Брегалница да постигне фудбален корнер. И убаво нафрлена топка, Статива Илиев во обид да постигне гол. Борковиќ изнудува ли аут? Не. Аут за Брегалница. Петровски Дилан до Марковски. Филиповски на левата страна. Марковски до Радков. Браво. Анастасовски. Манасиев со број 19 до Дилан Петровски. Топка кон Илиев. Посоки судијата за екипата на Василево. Првиот надпревар помеѓу овие две екипи, Брегалница славеше нагости кај Василево. Радков, Петровски. Топка кон другиот Петровски, Бојан. Борковиќ. Марковски оде ја одзема топка. Филиповски до Анастасовски. Манасиев. Радков. Борковиќ ја префилира. Одлична можност да нафрли. Нафрла, но избива дублерот со број 16, кај гостите Спасов. Корнер за Брегалница. Ја го изведе Манасиев. Манасиев нафрла. И нема гол. Марковски во обид да постигне гол. По нафрлениот корнер на Манасиев, но за малку.
Број 7 Наце Георгиев го изведе овој аут. Пресечена топка Петровски. Ратков. Филип Георгиев не успе да ја смири. Обид за контра на гостите. Но ова е прва интервенција на Димовски. Прв контакт с топката поточно. Дега си, Вања? Ще враќи. Манасиев. Терни не осе? Се пошира сам? Филиповски до Петровски. Шуно? Дека, Гошко. Петровски до Илиев. А? Не. Манасиев. Марковски проигрува со Петровски. Петровски кон Георгиев. Дали ќе стигне? Да. Во 16-никот за Ратков. Овој до Борковиќ. Борковиќ. Продор на Борковиќ. Топка во 16-никот на Петровски, но возможуваме контр за гостите или не, сепак топката назад. Се слушаме кога се слушаме. Се жали на повреда на играчите, меѓутоа вели дека може да продолжи играта. Петровски со топката. Манасиев до Филиповски. Пресекуваат гостите, но тука е Петровски. Настасовски. Петровски до Георгиев. Борковиќ, Ратков кон Илиев. Ја стигнува топ Илиев, ќе нафрли. Од сето тоа аут. Петровски не успева да ја задржи. Вториот Петровски Дилан. Топка кон Борковиќ. Нафрла, но одбита корнер за Беганец. Манасиев ќе биде овој корнер. И гол. Марковски. Но офсет. Или фаул. Подигнато знаменето офсет сепак. Останува 0:0. Петровски, Филиповски, Петровски па Филиповски не успеа со ова произведување. Дали ќе пресече Ратков? Не. Борковиќ до Анастасовски. Одзема играчот со број 7 Георгиев.
Марковски. Петровски кон Георгиев, да видиме дали ќе стигне. Посе изгледа ќе стигне, но за малко. Аут за гостите. Аут за Брегалница. Марковски до Анастасовски. Боркович кон Петровски. Петровски повторно кон Боркович. Упатена топка кон Илиев. Корнер. Екипата на Василева добро се бори за сега, имаше и некои победи за контрнапад. Край топката Манасиев повторно. Тој го изведел корнерот, нафрлена топка. Со број 15 изфрла Велков Кристијан кај гостите. На топката кај Петровски, кој ја додава до Филиповски. Овој боби да го проигра Боркович, топката до Илиев. Дали ќе стигне Ратков, постигнува. Георгиев, шут, но млако. Со број 7 Георгиев, но во екипата на Василево е тоа. Аут за гостот, Дробица ќе го изведе Велков. Георгиев враќа назад до Анастасовски. Анасиев. Марковски Петровски. Дилан Петровски до Ратков. Марковски, Петровски го бара Стефан Филиповски, така е. Тоа го бараше и тренерот. Дали ќе биде побрз, но не успева да биде побрз од еден од гостинските фудбалери и при тоа и топка за гол. Домашните Димовски. Анастасовски. Манасиев. Георгиев. Напред кон Боркович, но аут.
засилува ветрот, да се повлечеме малку назад. Топката кон Димитар Манасиев. Стигнува Илиев и изнудува корнер. Така е. За изведувањето задолжен повтор Манасиев. Нафрлена топка во 16-никот. Убаво нафрлена кон Марковски, но малку превисоко, повисоко од рамките на голот. За сега фали само гол, се друго води во прилог на Брегалница. Не се забележуваат броевите на гостинските фудбалери на дел од дневните дресови, така да изостане коментар за тоа кој играл со топката. Со флоумастер овде со број 7 гледаме Георгиев. Радков во меѓувреме ја одземава топка, упатува кон Илиев. Еве шанса. Побрз голманот на Василево Милошовски. Николов кон Георгиев. Топка кон Димовски. Беќарски кај топката и Јовев таму. Поточно Николов е тоа, 14. Николов ќе го изведе овој слободен удар. Длабоко напред за топка за Димовски. Дилан Петровски кон Илиев. Да видиме, нема офсет. Илиев проба да го лобува Јосифовски, но за малку. Но офсет, сепак имал офсет и да беше гол немаше да биде признат. Надигна. Анастасовски. Манасиев. Дилан Петровски. Радков кон Петровски. Бојан напред. До вториот Дилан Петровски. Се краде широка акција. Вала можност за шанса Брегалница. Анастасовски кон Георгиев, овој до Марковски. Радков. Тренерот бара да се смени страната. Обид да се проигра Илиев. Да видиме. Треба да биде ова гол. Треба да биде ова гол и така е Илиев. Но имаше ли овде офсет? Колку што можев да видам не, значи 1-0 за Брегалница. Стрелец Илиев, 24-та минута. Прашање на време беше кога ќе поведе Брегалница. Еве тоа се случи во 25-та минута, веќе сега.
Како што кажавме, дербито се игра во Берово, помеѓу екипите на Малеш и Титонит, кој може да го дознаете резултатот на нивната официјална страна. Напад на Василево преку Ѓоргиев, овој до фудбалерот со број 8, поточно 9 Александар Ѓоргиевски, но топката кај фудбалерите на Брегалница, Марковски, Анастасовски, до капитенот Марковски. Овој оди напред кон Дилан Петровски. Го бара Ѓоргиев. Така е, добра топка до Ѓоргиев. Убав напад, да видиме. Тука е Ратков, дали ќе ја одземе оваа топка? Да. Сепак, да, доаѓа до фудбалерот со број 10. Офсет. Убаво патна топка до Бојан Петровски, но се чини дека немаше, од тука барем така се види, но судиите велат офсет. Мирна акција преку капитените Марковски и Стасовски. Ратков е тука. Топката на левата страна до Петровски, повторно Ратков. Овој проигрува со Борковиќ, кој ќе упати до Илиев. Така е, добра топка, едно офсайд. Марковски до Анастасовски. 30 минута негде да идат споменува за Брегалница. Топка кон Филиповски. Ја прифаќа Дилан Петровски. Манасиев. Бара топка Ѓоргиев, ја добива. Напред е Бојан Петровски. Но само 2-3 фудбалера се придодаваа кон топка кон Филиповски, но малку пребрзо топка. Одземена топка од Филиповски, браво, се бори до крај и овде треба да има фаул. Одлична можност да се нафрли во 16-тникот на Милошовски Јордан, голманот на гостите. Но брго играат домашните фудбалери со топката. Веќе таа е кај Петровски Илан. Проигрува со Манасиев, овој до Марковски, Анастасовски. Сите фудбалери на половината на Василево, освен капитените. Се бара играч кој ќе створи шанса. Isfrla аут Ќарски. Борковиќ, Ратков е сам, но враќа до Стасовски. Греши Манасиев, но исправа грешката Петровски. Топка кон Бојан Петровски. Ѓоргиев. Ратков. Петровски, Ратков. Топка кон Илиев. Илиев си прави шанси 2-0. Многу убава акција, мора да признаеме. Илиев со добра финта за 2-0 за Брегалница. Најавија пред надпреварот домашните дека има многу голови. 30-та минута. Илиев, кој претходно стрелаше во 25-та прецизно.
Донев. Ников Георгиев е с топката. Радков Георгиев, Манасиев комбинираат топка кон Марковски. Убава топка од Манасиев кон Илиев, но офсайд вели судијата. Четврти офсайд. Испрва Анастасовски кон Дилан Петровски, Манасиев до Анастасовски повторно. Овој кон Радков до Манасиев. Убави комбинации, Дилан Петровски. Манасиев ќе го бара, но не се решава за Анастасовски. Филиповски таму бараше шанса да топка во противничката половина. Бојан Петровски кон Георгиев. Враќа назад кон Манасиев, овој до Борковиќ. Не го гледам, на колешката. Прегалница продолжува за нападите. Радков во обид да го проигра Илиев или Георгиев, нема офсет, но пресилно е тоа за двајцата. Борковиќ, Манасиев, Дилан Петровски, Манасиев, Марковски, Анастасовски, Георгиев. Создава шанса, но не стигнува Илиев. Убава замисла. Георгиев кон Николов. Отлично Бекјарски со број 5 беше тоа.
Дилан Петровски враќа кон поточно поигрува со Манасиев, Радков, Бојан Петровски, Георгиев и Радков поигруваат, повторно Георгиев, комбинација тројна со Петровски и Георгиев. Илиев се врати малку поназад. Игра на права, што се вели, топка кон Филиповски, офсайд. Минута на преврат. Манасиев обид да игра со Георгиев, но топката до Борковиќ во моментот. Бојан Петровски, Георгиев, четворица играчи на беганица се извлекува Георгиев, повторно топката до него, Радков. Греши Радков. Николов со број 14. Брго му ја одзема на топката. Радков ќе се обиде да го проигра Петровски, но офсайд вели судијата, помоше. Костовски и Город Штип. Прва замена. Анастасовски ќе влезе во игра. На местото на Илиев, како што гледам. Илиев си го направи своето. Постигна 2 гола во 24-та и 30-та минута. Ке се чува за понатамошните надпревари. Одлично. А со тоа тренерот остава можност и другите да постигнат некој гол. Да видиме дали ќе биде така. Гостите се обидуваат нешто да направат. Бекјарски до Георгиев. Бара пробив овде да се... Но не може да помине покрај Анастасовски. Манасиев со топката до Анастасовски. Овој до Дилан Петровски. Проигрување со Радков до Петровски. Таму горе е Филиповски, но топката оди до Георгиев. Борба за топка и фаул при тоа направи Георгиев. Фаулиран Велков. Со број 18 изведува Донев Миле. Патена топка кон Наце Георгиев. Поточно Јове Васко беше тоа. Николов одземена му е топката. Бекјарски. Овој играч нема бројка на дресот, додава до 7. Радков ќе се одземе ова топка, со мал фаул, можеби не. Миле Донев до Јосифовски. Милошевски поточно, Јордан Милошевски.
со број 16 Владко Спасов. Николов. И топката до Манасиев. Марковски ќе ја додаде до Анастасовски. Радков во средината на теренот. Борковиќ препарирува тука со повторно Радков. Делан Петровски го бара Георгиев, но таму нема никој, освен голманот Милошевски. Два 0, 40 минута некаде на преводот, поточно сега ќе видиме точно 40 минута, така 41. Обид на гостите. Само кој може да види овој играч, нема бројка на адресот да видиме. Ѓоргев 27. Ѓоргев. Филиповски вал. Топка кон Димовски, прва посериозна интервенција до подолго време Димовски на бот. Радков кон Бојан Петровски, овој кон Ѓоргиев, нема офсет. Топка кон Борковиќ. Ќе нафрли. Тука е Петровски, но не доаѓа за малку топката до него. Инаку ќе беше 99% голова. Ѓоргиев кај гостите упатува топка во 16-тникот на беганица, но неуспешно. Анастасовски изнудува аут. Мирна игра без прекршоци. Фери коректен надпревар. Се смири ветрот. Топка во длабочина кон Филиповски, кој си прави простор и добро прави. Веќе во 16-тникот на гостите, дали ќе уфрли, изнудува корнер. Добра акција на Стефан Филиповски. Кон корнер на место се упатува Манасиев, како и сите корнери досега тој ги изведе. По некоја логика на нештата би требало сега да има уште едно опасно нафрлање во голот на Милошевски. Така е. Може би имаше мало и се рекол да, но видите не пара, така да продолжим. Последни минути од првиот дел. Милошевски далеко напред кон Ѓоргиев. Значи сепак од десната страна напаѓа Ѓоргиев, а играчот од левата страна овде кој нема бројка на тресот е 27 Ѓоргев. Мала разлика во презимињата, но Бреганец продолжува со мирната игра. Манасиев ќе го бара Ѓоргиев, така е. Немаше овде офсайд, ако успее да истрчи, а успева, ќе биде тоа шанса само ако има кој да му помогне. Изнудува корнер Ѓоргиев.
Георгиев ќе нафрли. 43-та минута. Силен шут на Манасиев. Нов корнер. Георгиев повторно е нафрли. Се открива Боркович. Слаб, млак удар. Сега аут. Манасиев кod Марковски, ovo je visoko nad golom. Завршни моменти од првиот дел. Уште најмногу една минута би се играло овде на градскиот стадион во Делчево во првото полувреме. Николов овде го измами нашиот играч, Анастасовски Родимовски. Манасиев, Георгиев, Радков до Боркович. Георгиев нема овде офсет. Топка кон Петровски и сега офсет. Сега офсет. По првото нафрлање не беше досудено. Потоа се одлучи помошниот судија да суди, да свири офсет. Боркович кон Анастасовски. Дилан Петровски ја зема оваа топка. Еве шанса си прави Анастасовски. Топка во корнер. Може би после да опита го досуди судијата за во ова прво полувреме. Оригиналци може би да постане нов гол, да видиме. Великовски нафрла, а може би ки шутира, така е. Петровски точно ова. Крај на првото полувреме, Прегалница Василево 2-0 со головите на Илиев во 24-та и 30-та минута. Мала пауза, останете. Овде нема да го прекинуваме преносот, продолжуваме по 15 минути. Чека се заврши од там. Тој на стадион. Здрав. Здрав. Арни мрзна, ки си ода. Добро. Вторник треба да снимаме. Може би знаете. Валете. Може на час? Пред 2-3 часа, последното е пред 2 часа. Това ли е? Я като ти кажа, вторника коя дата е? Е, така.
Ćao. Иако беше најавен преносот на превод Малеш, не е со овој термин. Кој кажа за Брегалница, бидејќи Брегалница е неколку бодови предност пред Детонит, доколку Малеш успее да и одземе некој бод на оваа екипа, а Брегалница победи и се создаде малку поголема разлика на врвот на табелата. Се загрева тука Никола Марковски, голманот Атанасовски. Гледаме малку и под младокот на Брегалница е гол. Идните надежи. Нема пренос, викам. Сад да за филм информация после, но това не е въобще. Очекување сме на второто полувреме, 2:0 Брегалница Василево, со голот на Илиев во 24-та и 30-та, којато беше повлечен игра, мочува за понатаму на превари и очекуваат екипа.
Секонд треба да започне второто полувреме. Играчите веќе подготвени. Излегуваат полека на терен. Замена кај домашните на почетокот на второто полувреме. Костадинов е во игра. Првиот удар во вториот дел го има Брегалница. Бојан Петровски ќе опитува во игра. Костадинов влегува на местото на Христијан Борковиќ. 2-0. Брегалница продолжува со првиот удар во второто полувреме. Кој изод игра, заменето на Стасовски кој го гледате со број 7 овде на левиот деканот. Дилан Петровски, Марковски, Бојан Петровски, Гатов, Дилан Петровски до Марковски, Топка Кондар, Радков наврво Анастасов, но Георгиев, Дилан Петровски, Филиповски, Иван Анастасовски. Дилан Петровски, Георгиев, Георгиев, не успе да додаде добро топка Костадинов. Сепак нов напад преку Манасиев. Георги Токодив. Ветерот може би прави промена преносот. Много направа. Филиповски назад до Ветерот Марковски. Ништо јадовација.
топката Димовски. Анастасовски ќе го бара Филиповски, го праќа. Дилан Петровски повторно го бара Анастасовски. Како може. Петровски со топката. Петровски во надврешниот дел од мрежата. Добар вид на Петровски. Сепак корнер, да, со топката играл голманот Милошовски. Добар обид. Радков повторно. Дилан Петровски. Анастасовски. Го бара Манасиев. Го пронаоѓа, но Костадинов до Георгиев. Овој до Дилан Петровски. Патува топка кон Филиповски. Не стигнал на добра замисла. Образ од Георгиев од гостите. Филиповски продолжува акцијата. Браво, убав продор на Анастасовски. Напаѓаат домашните, притискаат за да ја одземат оваа топка. Костадинов се изборува за оваа топка. Пак топката кај Костадинов. Кон Бојан Петровски. Дали ќе одземе овде Георгиев? Да. За кратко. Радков. Петровски Дилан до Манасиев. Овој кон Петровски Бојан. Топка кон Анастасовски. Нема аут. Број 11 кај гостите Јовев. 7 еве сега Ѓорѓиев. Наце. Со број 5 тоа е Бекјарски. Паѓа овде еден од играчите на Василево и добиваат слободен удар, фаулиран Ѓорѓев Дејан.
Ова е близко до голот, ќе има овде сигурно директен удар кон голот на Димовски. Знаете, поради мерките за заштита не треба да се игра без публика. Пет играчи, 6 играчи во живиот зид. Ги мести своите фудбалери Димовски. Можност за гостите да намалат на 2-1, но да се надеваме дека нема да биде така. Изведен ударот. Браво! Одлична интервенција на ветеранот, би го нарекле Димовски. Одлична интервенција на вистина. И ударот беше добар. Шутираше Николов. А сега корнер за Василево. Мешаница во гол, пред голот на Брегалница. Високо на платена топка. Димовски остава исто да излезе. И повторно тој ќе ја уфрли во игра. Добре, се спаси, така да кажеме, Брегалница од намалување на водството. Одлични интервенции на Димовски, уште еднаш браво за него. Липовски со топката. Антон Радков до топка бара и Костадинов е таму, и Георгиев и Петровски. Пресинг на домашните. Ја одзема топката Филиповски, си прави продор за шанса. Оди напред кон топката, побрзе. Таму е Георгиев и треба ова да е 3-0. Прекрасен гол, прекрасна акција, Филиповски заслужен за овој погодок, асистираше кон Георгиев. Одземена топка некаде на 20 метри, 25. Брз против напад, контранапад и уште подобар погодок. Ова е таа препознатлива игра на Брегалница, која и даде резултат во првиот дел од сезоната да ја искачи екипата на првата позиција на табелата, каде што моментално е лидер. 3-0, да регистрираме голот постигнат во Георгиев, го постигна во 60-та негде минута од овој надпревар. Анастасовски Марковски край топката. Прегрува меѓу себе, топка патена кон Дилан Петровски. Овој до Костадинов, но греши. Еве сега нешто, обид нешто да направат гостите, но безуспешно, и сега контранапад за Брегалница. Радков бара соиграч, ја упатува топката кон Георгиев. Овој со Манасиев проигрува. Двајцата добро комбинираат. Топка кон Филиповски, но корнер за Брегалница ќе биде ова. Одличен контранапад. Ќе го изведе Костадинов, поточно Петровски. Веднаш до Манасиев, овој пак до Георгиев. Сега Петровски, Дилан Петровски до Костадинов, овој до Анастасовски. Дилан Петровски и Анастасовски, топка кон Радков.
Ја одзема оваа топка Дилан Петровски, бара се решила да не проигрува овој до Ратков. Убав шут на Димитар Манасиев, убав шут кој завршува во корнер. Побрза игра по влегувањето на Костадинов во домашниот табор, што резултираше со неколку брзински акции и еден гол. Филиповски шутира Анастасовски. Да не изгубила топка, се бори. Костадинов е овде. Се извинам, Георгиев. Марковски. Георгиев. Анастасовски. Топка кон Манасиев. Николов. Бојан Петровски одзема. Костадинов покрај голот за малку. Добар обид на Костадинов. Малку фалеше топката да заврши во голот на Милошовски. И одзема оваа топка Ратков. Упатува кон Бојан Петровски, овој кон Костадинов до Манасиев е таму горе, по десната страна. Проигрува со Георгиев. Тука Костадинов е слободен и Анастасовски до него, точно до Костадинов упатува. Овој до Дилан Петровски. Еве убава топка за Анастасовски, но за малку пред него Георгиев од екипата на Василево. Удар од аголот, брзо изведен. Анастасовски до Георгиев, си прави финта. Нафрлува. Манасиев висока топка над голот. Топка за Милошовски. Од стручниот штаб бара удар со ножички, но не беше таква ситуацијата. 16 часот 17 минути. Ако не го промените часовникот, можете да го направите сега. Според старото време е 15:17. Убаво време, малку ветровито на градскиот стадион во Делчево, но пријатно за фудбалерите си игра. 62 минута значи си игра, 63 поточно. Еве сега обид на Василево преку Ѓорѓев. Ѓорѓев е испрел топката во аут, затоа што има повреден играч на брегалница. А гледаме тука се подготвува во игра да влезе кај домашната екипа Никола Марковски. Да видиме само дали на местото на повредениот Дилан Петровски или така е. Никола Марковски го заменува Бојан Петровски. Никола Марковски досега има постигнато 2 гола во победата на Брегалница од 6:1 над тимот на Работник. Тогаш ја доби шансата тренерот и постигна 2 гола. Се заинтересира јавноста со тоа што иако играч со хендикеп не му представува проблем да
биде одличен фудбалер и да даде 2 гола кои што рековме ги постигна против екипата на Работник. Еве топка упатена кон Марковски и Георгиев е таму. Костадинов сега кон Марковски се бара. Прв контакт на Марковски со топката. Манасиев. Георгиев малку се слични овие два фудбалери, затоа понекогаш ги гледаше нивните виња. Како и да е, Филиповски сега кај топката, Анастасовски си прави продор да ја нафрли оваа топка, да видиме дали ќе биде сфрлена во корнер или не. Овде Николов и Георгиев од гостинската екипа комбинираат и еве не, сепак не е корнер, ова е топка за Милошевски. Марковски натрчува на Георги Николов. Дилан побрз од Јовев и изнудува таа од гостите. Мала грешка на гостинските фудбалери. Тука се обиде Ратков да го постигне четвртиот погодок за Брегалница, да украде топка, ја украде, но штиреше од надворешната страна на голот. Пресинг Брегалница прави, тука се тројца фудбалери, Ратков до Никола Марковски и тоа е гол. Тоа е гол. Првата можност ја користи Никола Марковски, постигнува гол 4-0. Земена топка на противничката половина и веднаш потоа казна за гостите. 4-0 Марковски. По само 3 минути под влегувањето во игра постигнува погодок 22 минута од второто полувреме или 67 од целиот меч. Петски, Марковски, Георгиев, до капитенот Марковски Владко, потоа топка на кон Филиповски, ќе го бара Георгиев до Анастасовски, без таму Манасиев, сега Петровски, Владко Марковски овде. Ратков. Костадинов Ратков. Георгиев, Анасиев, Анастасовски. Промена на страната кон Петровски, овој кон Ивановски. Иван Петровски комбинира со Анастасовски, Никола Марковски, топка кон Филиповски.
Около после видиме дали ќе биде побрз од Милошевски. Одбиена топка во убава намес на Костадинов. Гостите во напад. По подолго време 2-3. Николов обид да го проигра својот соиграч кој нема бројка на дресот. Костадинов до Никола Марковски. Овој до Георгиев. Георгиев прави мал продор. Така е, добар продор. Марковски повторно со топката. Костадинов. Овде е Дилан Петровски. Георгиев, Марковски, Георгиев. Поточно Раков беше тоа, сега топка кон Манасиев. Ќе нафрлува. Филиповски таму, но немаше скок доволно за оваа топка да биде посериозно патена. Но сепак добра шанса. За оние кои сега се вклучија во преносот, Брегалница Василево 4:0. Во првото повреме два пати прецизен Ниглиев во 24-та и 30-та минута. Марковски во второто повреме го постигнал четвртиот погодок. А пред тоа Филиповски одлично го пронеде Георгиев за да сумираме дека Брегалница води со 4:0. Не го забележавме Пешовски нова направа, кој најверојатно е казнет поради жолти картони. Одигли излево Елиев, Петровски и Порковиќ, а на нивно место Марковски, Костадинов. Топка за Брегалница. Костадинов, Манасиев. Дилан Петровски ќе го барали овде од левата страна, ново влезење од Митровски. Сега топката до фудбалерот кој влезе во второто полувреме. Ово е до Марковски. Убава топка кон Ратков. Да видиме ќе има ли нешто посериозно. Ќе излезе ли нешто посериозно од ова. Тука се Георгиев и Манасиев на припомош. Топка кон Костадинов. Георгиев враќа до Ратков. Никола Марковски. Контранапад на гостите.
Анастасовски тука. Костадинов кон Марковски. Овој враќа до него. Тамо по десната страна недоразбира меѓу Манасиев и Ѓоргиев. Николов. Топка кон Димовски, кој немаше практично никаква работа, освен онаа добра интервенција. Во слободен удар гостите може да намалат на 2-1. А потоа Брегалница постигна уште 2 голови за 4-0. Топка кон Атанасовски, Анастасовски. Иван нафрлува. Тука е Костадинов. Потом тука е Ѓоргиев, статива. Манасиев. Фаулираше овде Петровски Дилан. Да видиме што вели часовникот. 16:30 часот, значи некаде уште 15 минути до крајот на овој натпревар од регуларниот дел. Во Делчево Брегалница Василево засега 4:0. Еве Василево можност да намали на 4:1. Така е. 4:1. Дејан Ѓоргиев, стрелец на голот. Мако добро забележавме, нема број на дресот, но според она што тие другите имаат на дресот, останува неговиот број да го означиме како стрелец на натпреварот. 4:1. 76-та минута на натпреварот. Брегалница напаѓа преку Манасиев, кој додава до Костадинов. Топка вара Петровски. Комбинираат Манасиев и Ѓоргиев. Топка кон Ратков, кој ќе пласира, но малку превисоко. Мало опуштање кај домашните и тоа резултираше со намалување на водството од 4:1. Има овде простор за уште голови. Анастасовски. Костадинов. Препуштена на Ратков. Топка кон Марковски. Анастасовски па Петровски.
Никола Марковски шутира. Да видиме дали ќе стигне Филиповски, не. Убава уште една можност за Брегалница. Георгиев, Костадинов. Никола Марковски кај топката, Георгиевски. Манасиев ќе го проигра Анастасовски. Убаво нафрлена топка, но корнер за Брегалница. Имаше ли овде игра својака? Не, Анастасовски шутира, Милошовски фаќа. Немаше никој да натрчи за да ја смести ова топка во гол. Останало 4-1. Завршни 10 на минути од надпреварот во Делчево помеѓу екипите на Брегалница и Василево, каде моменталниот резултат е 4-1 за домашната екипа. Корнер за Брегалница. Костадинов ќе го изведе. Убаво нафрлена топ од Костадинов. Уште еден корнер. Повторно Костадинов ќе нафрли во 16-никот.
ниско. Уште еден корнер за Бреганец. Костадинов кај топката. Шутира. И уште еден корнер. Два директни обиди за шут во голот кон Милошовски на Костадинов. Нема офсайд. Дилан Петровски напаѓа во завршните 4 минути од овој надпревар. Анастасовски повторно Петровски шутира таму е Филиповски, паѓа Филиповски, пенал. Фаулиран за пенал во 87-та минута од надпреварот. Брегалница добива пенал и можност да зголеми на 5:1. Пеналот ќе го изведе Никола Марковски. Шанса за 5-1. Марковски каде топката во 87-та минута од надпреварот. Марковски зема залет и 5:1. Два гола на Марковски поне со ја свири крај. Ова беше практично и последната можност. Си честитаат фудбалерите, честитки и од нас до екипата на Брегалница која одигра многу добар надпревар. Практично една грешка само и прими еден гол, но останатите 5 гола беа потврда дека е подобра екипа. Се гледаме за 2 недели. Поздрав до гледачите.